Ова е познатиот мост на реката Ибер што ја дели Косовска Митровица на делот каде што живеат косовските срби и косовските албанци. После последната ескалација на ситуацијата околу регистарските таблички, тука практично нема институции. Србите ја напушти администрацијата, нема судови, нема полиција. Како оваа институционална криза влијае врз секојдневниот живот на граѓаните? Колку се зголемени тензиите? Како острата реторика помеѓу Белград и Приштина долева масло на огнот? И каква е улогата на меѓународната заедница? Ви откриваме од тука, од Косово, ексклузивно во оваа епизода на Агенда 35. Останете со нас. На прв поглед мирно и безбедно. Веќе на втор тензијата може не само да се почувствува, туку и јасно да се види. Откако како причина за првата ескалација беше наведено настојувањето на косовската влада да имплементира одлуката за казни на сите сопственици на возила што се уште возат со регистарски таблички од српско време. Последнава недела помина со нови тензии и протести. Овој пат како револт против апсењето на еден поранешен полицаец под сомнение за тероризам. Јавното обвинителство го обвини дека извршил бомбашки напад во просториите на изборната комисија во Северна Митровица. Србите сакаат да ги спречат локалните избори на северот, кои станаа неопходни откако сите српски функционери ги напуштија косовските институции. Тие се повлекоа и од парламентот и од владата на почетокот на ноември, а оставки се поднесоа и 4 српски градоначалници. Стотици српски полицајци ги напуштија косовските полициски сили, исто како и српските судии, кои повеќе не одат на работа во Северно Косово. Ова значи дека Косовска Митровица по последните ескалации е препуштена сама на себе. Тука веќе нема судови, нема полиција. Од командата на мисијата на EULEX, која што беше нападната со шок бомба минатата недела, и на КФОР за Агенда 35 велат дека иако нивните представници се присутни на терен, тие не можат да ја преземат улогата на полиција, оти за тоа немаат мандат. Како тогаш функционира овој град без никакви сили на редот, во овие месеци кога тензиите се значително зголемени? Кој превенира и казнува инциденти и физички пресметки што постојано се случуваат, особено меѓу младите? Граѓаните велат никој, барем никој официјално. Но јавна тајна е дека низ улиците има полицајци во цивил, кои се платени од официјален Белград. Србија смее да учествува со свој буџет во институциите на овој дел од Косово, но тоа според законот мора да биде транспарентно и тие трансакции да поминат низ Централната банка на Косово. Сега тоа не е баш така. There is a presence, of course, of Serbian institution. I think officially Serbian budget for Kosovo is at around 100 million euros a year. I mean, so that money is going somewhere in Kosovo. But based on the agreements we have, Serbia has the right to fund institutions here, but it has to be done in transparent manner and through the Kosovo Central Bank. What we have right now is that the funding is not done transparently. It is not clear, where the money fully is going. So the key issue is their transparency and accountability in that process. Илази објаснува дека ескалацијата на северот на неговата држава се должи на неколку работи. Неразумната реторика на највисоко политичко ниво, но и фактот што премиерот Албин Курти и неговата влада не се и не биле низ годините доволно фокусирани на овој дел, за да обезбедат вистинска интеграција на српското население. Од друга страна, имаме друг факт. За разлика од него, српскиот председател Александар Вучик и тоа како е фокусиран, ама за да го одржи овој конфликт во живот, вели Илази. Тој вели дека во едно нешто владата на Курти е во право, во обидот да го отвори прашањето кое со децении се чувало под тепих, и дека сега е дојдено време, кога веќе не поминуваат половични решенија. Проблемот е ескалиран и како што покажа и последните случувања, до точка каде ќе мора да се бара одржлив и стабилен компромис. I think President Vučić wants to keep the crisis in Bosnia and in Kosovo as much as possible alive, because these two are sources of his political power, it seems, in Serbia, and allow him to cover domestic failings by dealing with these two issues in a more nationalistic tone. And we should not give him that opportunity. I think Kosovo government should approach the dialogue and regional cooperation in a more constructive and rational approach. Establishing ASM, the Association of Serb Majority Municipalities, it's an obligation that Kosovo assumed internationally. It's an international obligation. There is a decision of Constitutional Court of Kosovo that says
Kosovo has to establish the ASM. But I don't think anyone is asking Kosovo to establish an association of Serb-majority municipalities that would be equal in power and role like Republika Srpska in Bosnia. So I don't think we should fear that. And I think we should be able to listen to Serbian community in Kosovo, to carefully listen what are their challenges, what are their concerns, and respond positively to their demands so that we are offering the necessary conditions for them to feel welcome. I am not so sure progress can be meaningful until there is a real resolution to the main issue that exists between Kosovo and Serbia, which is, I think, Serbia denying the existence of Kosovo as an independent state. So, all of these other issues can be seen in that context as well, the manifestation of that failure. On the other side, Kosovo government, not just this one, but previous ones as well, have also neglected their role in implementing key arrangements from the Brussels agreements, including establishment of association of Serb-majority municipalities, implementing the decision of Constitutional Court on Dečani Monastery, but as well as in general sending the right messages to the Serbian community in Kosovo that integration is the way forward, and there is no kind of conspiracy to undermine their rights and so on. What we did, our political leadership in Kosovo, and I'm not singling out anyone, but in general, the discourse hasn't been, I would say, very, peace offering in that sense. I think, for example, if you see the debate in Kosovo about association of Serb-majority municipalities, has been to a large degree an exercise in demonizing a particular community of Kosovo, the north of Kosovo. So if you're a Kosovo Serb listening to this discussion, arguably you are not going to feel perhaps very comfortable accepting some kind of integration. Прстот во косовската влада и низината неспособност за компромис, но и за нудење на конструктивни решенија за косовските срби, го вперува Јана Марија Ивковиќ, аналитичарка, но и мештанка, која вели дека интеграцијата на низиниот народ е направена присилна. A ja moram da naglasim da građani ovde i dalje, svi Srbi na Kosovu zaista državu Srbiju gledaju kao jedinu državu. I dakle, na silu su naterani u neki drugi sistem, koji takođe nije baš bio otvoren da ih prihvati. Dakle, kosovski sistem se i dalje ne bavi sa suštinskim problemima Srba koji oni imaju. Jedan od tih problema je recimo zakon o jeziku. I dan danas možete da dođete u situaciju da ako razgovarate sa službenikom albanske nacionalnosti ne govori srpski jezik, iako bi on po zakonu to trebalo da uradi. Јована Радосављевиќ, директорка на нова општествена иницијатива, невладина организација од Митровица, вели дека клучниот проблем е што косовската влада се обидува овие одлуки со кои што сака да покаже и докаже дека има контрола на целата територија на земјата, да ги спроведе прилично нападно и агресивно. Sama kosovska vlast nije imala sluha za potrebe građana, već je svoje odluke sprovodila na njihovu štetu, kako se to percipiralo odavde, i dovelo do toga da su predstavnici Srpske liste, odnosno jedini politički predstavnici i Srpske zajednice, kao i predstavnici ostalih institucija koje su međuvremenu integrisane u sklopu briselskog procesa, sada izašli iz ovih institucija. Sada na severu imamo situaciju koja je gora nego što je bila, da kažemo gora nego od pre 2013. godine, jer sada nema kosovskih institucija na severu, a bez obzira na to, vlast u Prištini se ponaša kao da je situacija sasvim normalna, pa su raspisali i izbore za gradonačelnike 18. decembra. Ovo ponašanje političkih predstavnika i njihova nekonstruktivnost u dijalogu i iznalaženju rešenja koje su primorno u interesu građana je dovelo do toga da su sami građani napeti, tenzični, da ne znaju šta je sledeći korak. Mi živimo u nekom limbu. Prvo što živimo u institucionalnom vakumu, mi živimo i u limbu jer bukvalno ne znamo šta će se desiti narednog minuta, sata, dana. Nije to sada, tako je bilo zadnjih 20 i nekoliko godina, sada se to nekako ubrzalo, tako da ta tenzija vrlo lako može da se odrazi na ponašanje ljudi. Populistička vlast iz Prištine, ali iz Beograda je dovela do toga da su ljudi zapaljeniji, da sada u nedostatku institucija imamo situacije kada mladi ljudi, neodgovorni, provociraju jedni druge.
Срđan Cvijić, srpski ekspert od Брисел, политички аналитичар специализиран за југоисточна Европа и член на Советодавната група за политика на Балканот во Европа, вели дека политичките елити и на едната и на другата страна не инвестираат во решение на проблемот. Činjenica da ni jedna ni druga strana ne priprema građane na kompromis i na sporazum, potpuno suprotno od onog što ste imali vi, recimo kada ste ušli u pregovore sa Grčkom oko preespanskog sporazuma. Znači, mi imamo potpuno suprotnu situaciju gde se javno mnjenje i sa jedne i s druge strane svakodnevno truje protiv druge strane, gde ne vidimo nikakvu spremnost da se makar na jedan dan odstupi od uskopolitičkih interesa, gde se političari iz Beograda i Prištine trude da zavode javno mnjenje na tu neku nacionalističku kartu, nego ako bi svi s malo više dobre volje pristupili tim razgovorima, ja mislim da bi onda ne bi uopšte ni razgovarali o bilo kakvoj destabilizaciji. Во однос на улогата на меѓународната заедница, нашите соговорници имаат релативно услугасен став. Таа е неопходна, велат, за да нема распламтување на конфликтот, до фаза што може да стане сериозен проблем, не само за Косово, туку и за безбедносно сензитивниот регион и за цела Европа. Но дали е таа улога секогаш конструктивна, тука имаат дилеми. Во Приштина, например, немаат доверба дека Европската Унија може да понуди балансирана помош и дека воопшто е кредибилен партнер. И Лази е многу отворен. Откако видовме како Европската Унија се постави кон Северна Македонија, што можеме да очекуваме ние, вели тој. Тој смета дека Брисел е наклонет кон Белград и затоа мисли дека неопходна е поконкретна американска интервенција. People do not have in Kosovo the same perception of the US as they have of the EU. We are extremely in favor or supporters of the EU, but EU has failed Kosovars quite openly and very transparently with the visa liberalization process. You know, imagine, and the region. Kosovars look at what happened to Macedonia, a country that was willing to change its own name only to be bullied again by some other member states. So you can exactly. So it's not that behavior, how EU behaved with Macedonia, doesn't have impact in Kosovo. United States of America as an actor, it's much more effective than EU. US doesn't need to call 27, as a friend of mine has said, 27 people to reach an agreement. US has been working with our region for a long time. The goal of the US for our region and the goal of the EU are the same. The US wants this region to be part of the Euro-Atlantic family, and they have a record of some kind of success. US was involved or continues to be involved in Kosovo-Serbia dialogue, but from an observation position officially. So I think Kosovars would welcome a stronger US role in this process, and I think it is happening, but they would also welcome a change of approach on the part of the EU, from facilitation perhaps to mediation, and for the EU to have a clear vision about where they want this process to go. Улогата на меѓународниот фактор е клучна, вели Радосављевиќ. Ali da li je njihova uloga sveukupno konstruktivna, ne mogu to ni da kažem. Postoji mnogo kritika koje dolaze iz Beograda i iz Prištine po pitanju uloge Evropske unije, ali je i dosta poziva isto tako da se Sjedinjene Američke Države što više uključe u sam proces. Mi jesmo videli u konkretnim primerima i 31. jula kada je američki ambasador reagovao i što je dovelo do toga da kosovski premijer odloži implementaciju odluke za mesec dana, odluke o preregistraciji vozila, i isto tako smo sada videli odluku i uticaj američke ambasade isto tako i 23. novembra. Tako da uloga jeste ključna, jeste važna, ali ono što moram da napomenem jeste da sve ovo što se dešava i ovo je apel i za međunarodnu zajednicu i za političke predstavnike da oni moraju da uzmu u obzir potrebe građana i kako će se te odluke reflektovati na same građane, to je da one neće izazvati dodatne tenzije i reakcije sa terena. Во меѓувреме, растечката етнополитичка радикализација и поларизација на северот на Косово раста.
додека се чека на едно ново политичко ниво и во Белград и во Приштина, ослободено од популизам, а збогатено со капацитет за решенија и вистинска грижа за граѓаните. Митровица останува поделена на двата брега на Ибар. Косовската економија е најслабо развиена во регионот, но има најдобра перспектива за раст следната година. Според ММВ, економскиот раст на Косово во 2023 година ќе биде помеѓу 3 и 4%. Прогнозите за сите останати земји од Западен Балкан, меѓу кои и за Македонија, се послаби и се движат до околу 3% најмногу. Меѓутоа, иако со подобра перспектива статистички, ниту економијата на Косово не е имуна на актуелните кризи и се соочува со сериозни предизвици во енергетиката и растот на цените. За актуелните проблеми во косовската економија и колку тамошните власти успеваат да се справат со нив, разговаравме со некои од најуспешните бизнисмени во Косово. Расим Мерлаку, собственик на повеќе бизниси од кои главно во градежништвото со годишен обрт од околу 250 милиони евра и почесен конзул на Македонија во Косово, вели дека локалните проблеми се и глобални и тоа му влева надеж дека решенијата ќе дојдат побрзо. Si që dhe në tregu, përgjithësi botëror, ka pas ndryshime shumë të mëdha në këto vitet e fundit. S'pari pandemia dhe faktori i dytë lufta në Ukrainë kanë bërë që gjithçka në botë me fillu me funksionu ndryshe. Edhe me ngritjen e çmimit, edhe me mungesën e energjisë, edhe me problemet gjatë transportit. Krejt këta faktor e kanë bërë që edhe bërja biznes me qenë më vështirë, po edhe me qenë më shtrejt. Përgjithësi çmimet janë shtrejtuar në mënyrë enorme në kohën e fundit. Ka mungesë të energjisë, ose ka tendencë me pas mungesë të energjisë edhe më shumë. Edhe faktori tjetër ka qenë edhe problemi i transportit. Krejt këto e kanë bërë jetën edhe të bëret biznes shumë më të vështirë për secilin biznesmen, besoj, po edhe për neve në Kosovë. Pjesa e mirë e kësaj nashta është që problemet janë globale, nuk janë lokale, edhe për shkak kësaj po shpresojmë që kanë me u zgjedh më shpejt. Po, sido që tjetë ka probleme shumë të mëdha, edhe krejt ato probleme na kanë bërë që gjithçka tutje me funksionu ndryshe, edhe kam një bindje sikur kjo që neve sot po na duket ndryshe, ka me qenë normale në relacion me sa mundet me ndryshu gjithçka në botë. Конкретно, според Мерлаку, кризата најмногу влијаела на ликвидноста на компаниите и затоа решението треба да се бара во олеснување на пристапот до свежи пари. Mendimi im është që efekti kryesor gjatë kësaj krize edhe në kompanitë e mia, po edhe në shumicën e kompanive në vend, ka me qenë edhe është cash flow. Për dy faktorë shumë të thjeshtë. Një, çmimet janë rritë shumë, edhe e dyta, mënyra e pagesës edhe mënyra të bëmit biznes ka ndryshu. Kështu që menaj që telashja kryesore ose koncentrimi kryesor i shumë kompanive këtë vit edhe vitin e ardhshëm duhet me qenë me siguru një cash flow të shëndetshëm, më shumë se që me këshyr fitimin ose krejt punë tjera që zakonisht janë të rëndësishme për një kompani. Од тука и барањата на бизнис секторот во Косово од актуелните власти се поврзани со надминување на ликвидносните проблеми. Besoj që qeveria e vendit të Kosovës duhet me qenë më orientuar me drejt biznesit, edhe me kriju pakot të cilat e ndihmojnë edhe lehtësojnë të bërit në biznes në vend. Njëjtën kohë edhe duhet me gjetë rrugë qysh me letu rrugë për financime më të lehta, se kosta e të bërit biznes u rrit shumë, edhe për faktin që kosta u rrit, detyrimisht nevoja për financime të reja u rrit të bizneset. Kështu që menoj që ndihma më e madhe kish mujt me qenë nëse gjinën rrugë të cilat bizneset tona me u financu më lehtë edhe me kushte më të mira, edhe pse është e vështirë në kohën që po jetojmë. Njëjtën kohë edhe qeveria me pa rrugë cilat janë rrugë më të mira për me ndihmu biznesin që me mujt me ja lehtësu të bërit biznes edhe me mbijetu këtë gjendje të jashtëzakonshme në cilën jemi. Дека на бизнисите им треба поголема државна финансиска помош, посочија и од Стопанската комора на Косово. There have been some packages which the government has brought it in force to help the businesses, to support the businesses, but I think that through the analysis and through the contact which we had with our businesses in Chamber of Commerce of the Kosovo, still is the request that we should have a new package, the government to bring in forth and to subsidize the business, to help more the businesses, not to feel so much the crisis. I mean, especially now from December to March.
and for electricity. That means we request is for government to sit together and to bring in force the quality package which will help the businesses. Во меѓувреме, според податоците за трговската размена за првите 9 месеци годинава, Косово се искачи на листата и стана трет најголем извозен пазар за македонските компании, поголем и од Србија и од Грција. Во извозот кон Косово доминира нафтата и нафтените деривати, и тоа со вредност од над 100 милиони евра, а потоа следуваат производи од пластика, железо и челик, цемент и електрична енергија. Што се однесува до увозот кој што е значително помал, најувезувани 5 производи од јануари до септември годинава биле електрична енергија, производи од железо и челик и отпадоци од железо и челик, пластични производи и вода. За тоа како да се продлабочат економските релации меѓу двете земји, Мерлако зборува од собствено искуство со македонските компании. Bashkëpunimi mes Kosovës dhe Maqedonisë në rrafshin ekonomik është shumë i mirë, po edhe në këtë rrafshe tjera. Unë edhe na si familje komplet nashta jemi një prej rasteve më të mira të bashkëpunimit të Kosovës me Maqedonisë. Ne jemi përfaqësues të Vitaminka në Kosovë prej vitit 1973. Do të thonë me gjenerata e punojmë punën edhe kemi relacione me kompaninë Vitaminka e cila është prej Maqedonisë. Njëjtën kohë, para 2 viteve kemi marrë vendim që me bëni investim përbashkë në Kosovë. Edhe Vitaminka, prilep me Vitaminka Trade Prishtinë, e kanë themelu një fabrikë e cila prodhon produkte ushqimore, të cilat shumica e tyre eksportohen jashtë vendit, shiten në vend, po edhe eksportohen jashtë vendit, që është një prej historieve të suksesit më të mira mes bashkëpunimit të dy vendeve në rrafshin ekonomik. Pjesa të cilën mendoj që është shumë e rëndësishme është pjesa e rrugës prej Kufirit deri në Shkup, e cila u zgjat shumë edhe vonu shumë edhe mendoj që Republika e Maqedonisë do të më jap maksimumin që ajo rrugë më u shkurtu edhe më u përfundu sa më shpejt që ka me lehtësu jetën edhe neve si biznese, po edhe të qytetarëve. Se për faktin që pjesa ka Kosova është e përfunduar. За волја на вистината, на македонска страна од вкупно 12 километри автопат, веќе 3 години се градат првите 2, а за останатите 10 километри допрва е распишан јавен повик. Вкупно целиот автопат се проценува да чини околу 210 милиони евра. Но освен инфраструктурното поврзување, косовските бизнисмени укажуваат и на административните бирократски пречки што ги комплицираат економските односи меѓу двете земји. I'm very happy with the cooperation which exists between our businesses from North Macedonia and from Kosovo. Today I had a chance to see the official data, and Macedonia is in the first place where the Kosovo are exporting. This is shows the trust which both businesses have, and this brings us more deeply in cooperation. In fact, my request is if we can go more further. I mean, if we can see which are the obstacles, administrative and non-administrative barriers, which again prevent our businesses to go more deeply. So we should work together to identify all these obstacles, administrative measures and non-administrative measures, to eliminate. That means together with North Macedonian Chamber of Commerce, we will prepare recommendation for both governments and to see how we can go more deeply in cooperation. Can you be more concrete? What are those obstacles? Are they in the field of infrastructure? Are they in bureaucracy? In fact, in bureaucracy more, because I had the chance to sit with the producer of the water in Kosovo, and they have appealed to me. They complained to me that in Macedonia they should wait 10 days in customs terminal to wait for analysis when they come from laboratory. So this is obstacles. I mean, it's not necessary to wait 10 days when they can be finished in 1 day or 2, because it's not in all North Macedonia just one laboratory. There exist many laboratories which are licensed by competent ministry in North Macedonia. So here is the idea. I mean, we to see why he should wait 10 days. Can we remove this barrier and to give more possibility for the business to cooperate? Вкупната трговска размена меѓу земјава и Косово до септември изнесува 370 милиони евра, што е за 36% повеќе од лани, но вредноста е во голема мера порасната и поради инфлацијата, односно поскапувањето на производите. Нова стратегија за глобално здравје заради зголемување на здравствената заштита и подобро здравје за сите во светот кој се менува, донесе Европската комисија минатата недела. Со стратегијата ЕУ го зголемува своето лидерство и ја потврдува одговорноста во соочувањето со клучните глобални предизвици и нееднаквости во областа на здравјето и заканите по здравјето во време на пандемија.
Стратегијата го утврдува глобалното здравје како важен столб на надворешната политика на ЕУ и централен елемент на стратегиската автономија на ЕУ. Како надворешна димензија на Европската здравствена унија, стратегијата има за цел насочување на мерките на ЕУ заради подобра подготвеност и одговор на заканите по здравјето на луѓето. Во стратегијата за глобално здравје се промовираат одржливи соодветни партнерства на равноправна основа и се дава нов пристап за решавање на глобалните проблеми. Стратегијата поставува 3 клучни меѓусебно поврзани приоритети за соочување со глобалните здравствени предизвици, и тоа обезбедување подобро здравје и благосостојба на луѓето во текот на целиот живот, потоа зајакнување на здравствените системи и промовирање универзална здравствена покриеност, како и спречување и борба со здравствените закани, вклучително и пандемии, со примена на пристапот едно здравје. Привремен политички договор за ажурирање на постоечките правила на ЕУ за општата безбедност на производите, а со цел подобра заштита на онлайн купувачите и незадоволните потрошувачи, постигнаа преговарачите на Европскиот парламент и Совет минатата недела. Новата регулатива за општа безбедност на производите има за цел да ги истакне предизвиците поврзани со безбедноста на производите при онлайн продажба, ако се знае дека во 2021 година 73% од потрошувачите купиле производи онлайн. Според договорените правила, производ може да се продава само ако постои економски оператор, односно производител, увозник или дистрибутер, кој е основан во ЕУ и кој е одговорен за безбедноста на производот. Дополнително, економскиот оператор ќе мора да има контакт лице одговорно за производите кои се продаваат на интернет и надвор од него, без разлика на тоа дали потеклото на производот е од ЕУ или од трети земји. Ако се покаже дека производот не е безбеден, економскиот оператор мора веднаш да донесе корективни мерки и за тоа да ги извести телата за надзор и потрошувачите. Доколку е потребно да се повлече производот од продажба, потрошувачите ќе имаат право на поправка, замена или платените парични средства да им бидат вратени. Откако официјално регулативата ќе биде донесена и стапи на сила, земјите членки на ЕУ ќе имаат 18 месеци да ги применат новите правила за општа безбедност на производите. 13,8 милиарди евра потрошила ЕУ во 2021 година за увоз на производи за зелена енергија, вклучително ветерни турбини, соларни панели и течно биогориво, од земји надвор од Унијата, покажуваат последните податоци на Евростат. Според објавените податоци, во исто време ЕУ имала извоз на производи за зелена енергија вредни помалку од половина од увозот, односно извозот изнесувал 5,7 милиарди евра. Разгледано по производи во 2021 година, ЕУ увезла соларни панели во вредност од 9,8 милиарди евра, потоа течно биогориво во вредност од 3,4 милиарди евра и ветерни турбини вредни 600 милиони евра од земји надвор од ЕУ. Увозот на соларни панели и течно биогориво бил многу поголем отколку соодветните вредности на извоз на тие производи во земји надвор од ЕУ, кој изнесувал 1 милиарда и 300 милиони евра и за двата производи. Спротивно, извозот на ветерни турбини во земји кои не се членки на ЕУ изнесувал 3,2 милиарди евра, односно бил многу поголем отколку вредноста на увозот. Инаку во ЕУ во последните 3 години забележан е раст на извозот на ветерни турбини и соларни панели и пат на извозот на течни биогорива. Креаторите на политики секој месец носат илјадници одлуки. Овие одлуки имаат големо влијание на градовите, регионите и секојдневниот живот. Меѓународните студии покажуваат дека денес од релевантните податоци за носење соодветни политики за градовите, 80% не се користат. Затоа тим од истражувачи од повеќе ЕУ земји со искористување на пресметување со високи перформанси работел на развој на традиционалниот циклус на носење политики, со користење на извори на отворени податоци. Поконкретно, решението е дигитални урбани европски близнаци, односно виртуелна реплика на градовите како моќен начин за визуализација и симулација на одлуки за одредени политики. Па така со иновативното решение може да се симулира што ќе се случи доколку одреден мост, кој е еден од главните пристапни патишта до центарот на градот, биде затворен. Со вистински податоци, иновацијата може да го визуализира влијанието на сообраќајот, потоа на квалитетот на воздух, како и нивото на бучава и многу други работи. Потоа, ако се знае дека во европските градови има голема потреба од зони со сенка и за одмарање, благодарение на иновативното решение, креаторите на политики и граѓаните може едноставно да ги лоцираат овие зони.
Со иновативното решение може лесно да се симулира влијанието на донесените одлуки на благосостојбата на граѓаните многу порано пред одлуките да бидат имплементирани, без никаков ризик, комплетно реверзибилни и поврзани со квалитетот на воздух, мобилноста, бучавата и други урбани фактори. Дигиталните градови близнаци овозможуваат да се види севкупниот ефект на одлуките и тоа на 3D карта и сето тоа да се искомуницира со граѓаните. Со алатката, креаторите на политики стануваат многу потранспарентни и пофлексибилни. Проектот е финансиран и со 4 милиони евра од Европската Унија. Агенда 35 ќе продолжи со репортажите низ регионот и низ Европа посветени на најновите случувања во политиката, но и во економијата. Од Косово ве поздравуваме, а следната среда се гледаме со емисија посветена на европските перспективи на младите. Останете со нас и со програмата на Македонската телевизија.